денеска во денешното издание на Македонија наутро фокусот го ставаме на жените и темите за кои што треба да говориме, односно ќе говориме и наредниве минути се тесно поврзани со нив. Дигиталната писменост е вештина која што денес е еднакво важна исто како и читањето и пишувањето, но се поретко е сватена во вистински контекст. Иако младите почнуваат да користат дигитални уреди на рана возраст, сепак неформалната употреба суштински не им помага во развивање на клучните вештини. Живееме во време кога ако сме дигитално писмени, тогаш ќе имаме и повеќе достигнување на личните или на професионалните амбиции. На оваа тема утрово колку е важна дигиталната писменост кај жените за унапредување на положбата на пазарот на трудот, разговараме со Флорент Бајрами од Сдруженијето заеднички вредности. Добро утро, добри не дојдовте и уште еднаш нека е за многу години постот и со убаво нека трае овој свет месец. Благодарам уште еднаш за вашата готовност, значи, да ги промовираме заедничките вредности. Исто така благодарам и за убавите зборови за овој месец на Рамазан, кој што треба да е месец на мирот и на рефлектирањето и позитивните мислења. И добро ве најдов уште еднаш. Пред какви предизвици на самиот почеток се исправени жените во руралните средини кога станува збор за дигиталните вештини? Бидејќи ние сме нонстоп на терен и имаме повратни информации, значи од теренот, од институциите, општините, па и самите таргет групи, големи се предизвиците во смисла на употреба, не само за социјално здружување и социјалните мрежи, туку и за корисни работи како што се плаќање онлайн, документи кои што можат полесно да аплицират преку онлайн апликациите и банкинг и така натаму, кои се доста недоволно вклучени во нивниот живот и што полесно да можат да ги решаваат своите проблеми. Кои се главните активности на проектот и како планирате да го мерите успехот на истиот, откако ќе заврши, да кажеме дека да, навистина биле постигнати целите? Да. Значи, главните активности се делат на 4 столба. Значи, првата активност е обуки директно со жените на 15 населени места, каде што нашите предавачи им дават корисни совети и tips and hints за жените да можат што полесно да завршат работи, како што ги спомнав на почеток. А мерењето, значи, во секој проект имаме индикатори кои што се стандардни, формални, меѓутоа јас не би отишол тамо кај индикаторите, пошто тие се со бројки. Нашите индикатори што би сакале да бидат реализирани се колку жените од ова директно на терен ќе можат да употребат вакви дигитални вештини. Значи, колку пати ќе платат онлайн, колку пати ќе извадат еден документ онлайн и така натаму. И како може да се вклучат сите кои што, да речеме, во моментов не следат и сакаат да се унапредат во однос на дигиталните вештини? Имате ли некакви партнерства со локалните организации? Да, значи, тие неформални партнерства, бидејќи каде што одиме, сигурно има на терен невладини организации, исто така локални кои што не поддржуваат, ги нудат своите услуги и помош кон нас, па и ние обратно, значи нашите знаења ги делиме со нив, за да можеме да ги реплицираме на други населени места, пошто овие се само 15 обуки, така да имаме неформални партнерства и отворени сме и преку социјалните, нашите социјални веб страници да може да не контактират и да продолжиме понатаму. Познавајќи ги нашиот балкански менталитет, каква е заинтересираноста кај жените да бидат вклучени во овој проект? Задоволни сте од бројката на пријавени, нивната заинтересираност да бидат вклучени во целиот овој процес? Сакаме да се залагаме за себе? Да, значи... Бидејќи некои знаат да кажат, нели, не ми е потребно ова, јас имам свој работ. Значи, углавном, кога доаѓаат на работилници, се доста заинтересирани. Во некои населени места помалку, некаде повеќе во бројка. Например, во Боговиња имавме 26, што беше предизвик и за нас како да се справиме со толку голем број. Меѓутоа се прилагодуваме. Например, ако доаѓат жени кои што немат доволно знаења,
ние одиме со основните информации. Ако доаѓат од администрација или школите, тогаш начинот на комуницирање сигурно се прилагодува на нивните знаења. Која е она возрастна група која што најчесто сака да се унапреди во однос на дигиталните вештини? Помладите жени, повозрастните? Нашата целна група се повозрастните, бидејќи тие се помалку информирани, сакаме, бидејќи знаеме дека доста се дел од емиграција, нивните мажеви се надвор од земјава, така да некои обврски им остануваат нив. Сакаме да ги учиме што полесно да можат тие секојдневните работи полесно да ги извршуваат, меѓутоа има доста заинтересираност и од младите кои што сакат да научат и повеќе. Споменавте Боговиња, каде што имало голем интерес, во која општина досега има најголем проблем, ајде да кажеме, или најголем предизвик во однос на спроведувањето на проектот, најмал интерес? Не сме имали, значи бројката секогаш била прилично добра, меѓутоа тука бевме позитивно изненадени. Убаво е да се слушнат овие податоци, убаво е да се зборува за вакви проекти и да се мотивираат жените да се вклучуваат во вакви активности. Ви благодариме за Апсолутно, само разговор. би сакал уште еднаш да кажам дека проектот е поддржан од Фондацијата Отворено општество во нивната годишна програма, така да сите заедно да се потрудиме што повеќе да се залагаме во овој дел. Благодарам уште еднаш. За тоа ќе говориме гласно и јас се надевам дека и по разговоров ќе имаме голем број на жени кои што ќе сакаат да се пријават во рамки на програмата и проектот. Благодарам. Уште еднаш благодарам. И само да подсетиме каде може да ве најдат за пријавување? Значи во нашата Facebook страница Common Values, заеднички вредности, а нашата интернет страница моментално е во изработка уште еднаш, пошто нова модернизирана ќе имаме cv.org.mk. Благодарам. Благодарам многу за гостувањето.